Добро вечер и добро дојдовте во петочното издание на магазинот Вечерва со Слободан Томич. Почитувани, вечерва сме заедно со господинот Фатмир Битичи, подпредседател во владата на Македонија за економски развој и странски инвестиции, односно економски прашања. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и можноста да разговараме за битни прашања за нашите сограѓани. Секако, една компилација на прашања, да бидам искрен, господин Битичи, собрани од гласот на народот. И верам дека ќе најдем на разбирање ваша страна, малце се жешки во секој случај, предизвикме што сте дојдени во оваа емисија на телевизија во која, да бидам искрен, без куртоазност. Ова нека биде порака и до вашите колеги. Еве, ние не сме канибали, ние сме нормални луѓе кои сите други и сакаме кога доаѓаат политичарите од власта да се соочат со истината. Не знам која е констатацијата, јас знам една работа во мојот живот во политиката, сум легол да служам на нашите сограѓани, на народот. И во народот ја не препознавам наши, ваши, тоа се секои мои сограѓани за кои што мораме да работиме секојдневно и секој еден медиум сметам дека ја праќа правата порака. Тоа што за жал во политичката сцена премногу ги поларизираме работите и политиката ја ставаме на прво место, а можеби битните прашања на граѓаните во второ место, тоа е проблем на начинот на како одредени политичари за 33 години веројатно ја голема грешка и катастрофа својата политика. Секако, тоа е голема грешка. Ние разговаравме пред да почне оваа емисија за вашите искуства надвор од нашата земја. Ја сум имал среќа да исто така работам во различни земји надвор од нашата убава татковина. И морам да признам дека таму политиката е битна само заради идеологијата и вредностите кои што политичарите ја носат, но сите имат една заедничка цела, тоа е нивните земји да станат поубаво место на живење. За жал, во 33 години независност на оваа држава, мислам дека ретко ќе најдете политичари кои што имале таква заедничка цел и секогаш од првиот ден, кога ќе завршат изборите, почнуваат со превирање на наши и ваши, а сметам дека тоа не е патот на развојот. И сметам дека пораките што ние на нашите деца треба да им ги пратиме, дека мораме различно да влеземе во соочување. И затоа благодарам на поканата во оваа телевизија. Да, чест и задоволство. Само ќе речам дека французите не беа наивни кои рекоа mon chien et moi, или политичарот треба да биде слуга на народот. Овде како му спомнеш некој политичар дали си слуга на народот, пежоративно ќе те разбере, едноставно кога да го навредуваш. Овој магазин го замислив во два дела. Прво, кој сум јас? И ќе дозволите ви поставам неколку прашања. Кој е Фатмир Битичи? Е граѓанин кој на Република Македонија, роден во 75-та година, во Скопје, цел свој живот живеам во Скопје со одредени мали епизоди кога морав да заминам надвор од државата за да секако работам. Скоро 22 години искуство пред да влезам во политиката, во граѓански сектор и приватен сектор, во различни земји на Западен Балкан и пошироко. И тамо некаде пред, да кажам, 4 години, 5, одлучив дека морам да се вклучам активно во политиката за да се обидам да дадам навистина нешто назад кон општеството, кон нашите деца, моите деца и на сите, затоа што сметам дека мораме одредени работи да ги менуваме. Јас не сум од тие кои што секогаш велам, видете колку е убаво во дворот на соседите, и затоа едноставно одлучив дека мора да се вклучам во политиката, затоа што тоа е начин на менување да нашиот двор биде убав. Да. Брачен статус? Оженет со 2 деца, ќерка, 17 да ги години.
Молам? Да ги спомнеме? Да, черката Калтрина, 17 и пол години, синот Гентијан, 16 Значи близу години. полнолетни се веќе. Да, Калтрина веќе ова година е полнолетно станува ли? па да, ова лето станува полнолетна Браво. и веќе влегува следната година да размислиме каде ќе студира. А син ми има уште малце до полнолетство. Да. Доколку не бевте ова што сте денес, што би сакале да бидете или дали се каете? Не би кажал искрено дека не би сакал така да се развива мојата кариера. Имав одредена цел во животот дека ќе служам на народот, ќе служам на нашата држава, затоа што имав чувство и кога ја почнав мојата кариера, некаде 99-та, само што имав завршено факултет. Реков дека првично морам да се вклучам во граѓанскиот сектор, затоа што таму навистина е мисијата која што те води. И 10 години работев во граѓански сектор во една добро позната организација. Имав можност да работам надвор од Македонија со таа граѓанска организација. Па се вклучив во приватен сектор затоа што сметам дека таму треба за себе да работиш. И сега мислам дека тоа што го правам не би се кајал да го направам, иако во некои други интервјуа сум кажал дека првичната идеја пред да отидам на економски факултет ми била да отидам во војна академија, старешина да бидам. Некоја животна цел тоа ми било. Значи дисциплината ви ја приори. Па Родителот да не беше, да не било? Не, никогаш искрено, но некако секогаш сум сакал тоа да бидам и веројатно и ден денеска. Пилот да не сакавте или сакате? Да. Кога Како бев повади веќе го? во 8 оделение, бев еден од кандидатите и сум кажал во една емисија, тогаш беше дел од ЈНА во бивша Југославија и бев во ускиот избор од четворица, тројца требаше да се соберат. Војно воздухопловство. Да. Војно воздухопловство за Значи, Мостар. Колеги сме, Да. кои. Не спомнавме госпоѓата да не суспендира. Да, госпоѓата е веќе 21 година заедно, Мирлинда, од Гостивар. Се најдовме, се запознавме во граѓанскиот сектор, она тогаш работеше во граѓанска Кој е бенефитот организација. граѓанското општество? Апсолутно. Така на работа се запознавме во една многу голема активност, тогаш се правеа саеми на невладини организации, ние бевме Да не се организатори. кајате за тоа или сте? Не, апсолутно не. Секој ден беше Дали сте убав. љубовен сопруг? Па не би требало обратно да се праша дали се они љубовни, затоа што они не ме гледаат, ја ги гледам секогаш кога ќе се вратам дома. Не. Што и подаривте за денот на влюбените? Сум имал подобри изненадување. Вчера беше еден голем букет со цвеќе, затоа што Значи романтичен сте по душа? па се обидувам да дарам љубов и внимание секогаш кога е потребно. Дали сте суетен во работата? Не би кажал искрено, затоа што Се плашите од компетиција? Не, ја разбирам како еден начин кој што ме прави подобар. Сакам да ме предизвика, затоа што конкуренцијата сметам дека секој еден човек го прави подобар, затоа што тоа не е надпревар во класичен смисол, туку е надпревар да покажеш дека навистина тоа што владееш го владееш. Да, имаше 3 прашања, бидејќи толку ми 10 минути за вашето представување. Кој е газда во кујната? Да речеме во куќата и кој е вешт? Сопругата, но знам јас да изненадам, да се мешам, особено околу поставувањето на работите на маса кога ни идат гости и околу расчистување. Знам и тоа некојаш да го направам, да изненадам. Најомилена песна, филм со кого во дует би ја пеели или би гледале тој филм? Не ми е добра страна за пеење, кога би почнал да пеам, веројатно сите би избегале, ама има некогаш така ќе ми дојде. Караоке, некојаш правите караоке? Избегнувам, верувајте, не би сакал. Почитувани, тоа беше Фатмир Битичи, тоа сум јас. Одиме со еден джингл и се враќаме во вториот дел на емисијата, малце по-сериозно. И овој беа сериозни секако. Еве го запознавте од него вако. Останете со нас.
Да, драги мои, ова е вториот дел на емисијата, вечерен магазин со Слободан Томич. Како што кажав, господин Петичи, вашите за еден политичар кој е вклучен во речи се сите овие изминати години во владењето на СДСМ како кој треба да бидам искрен во ситуација некојаш да ги измие, простите, народна забелешка, вулканиците на партијата, кои така судуваат, бидејќи се случија многу работи кои народот не може да ги прифати, а тоа е промената на името. Дадено малтене народот констатира за џабе на вересие, а тоа останавме Кираџи со соседната куќа и конечно, апропо се тоа дека останавме во состојаниот притвор, имајќи факт дека сведоци сме за ова што ни се случува околу промената на патните исправи, кој создаде голем хаос и метеж во државата и нервози. Како ќе го дефинирате се тоа, ве молам? Дали и вие ќе го искористите моментумот? Ја тука би ве молил, ковидот беше виновен. Сумне дека сепак не е начин да се прави. Јас не би се согласил во делот констатацијата. Чувството веројатно е такво и навистина го почитувам чувството на секој еден мој сограѓанин. Сметам дека на државата и требаше исчекор. И за жал секој еден исчекор во животот некогаш е со помала или со повисока цена. Јас знам дека за етничките македонци менувањето на името на државата е највисоката можна цена која што требаше да ја платиме. И затоа навистина со почит ги гледам за тоа што го направија. Затоа што сметам дека ретко ќе најдете друга етничка група. Дали има во светот? Таков. Дали има во светот таков? И затоа не знам искрено. Но затоа велам со почит ги гледам, затоа што е тоа навистина голем исчекор. Но тоа го правиме за нашите деца. Меѓутоа, затоа сметам дека верувајте нашите деца за тој чекор кој што го имаме заеднички направено пред неколку години, менувањето на име, ќе дојде време кога ќе ни кажат благодарам затоа што ова е правиот пат кој што вие ни го возможивме. Знам дека болеше. Секој еден исчекор. Македонците немаат алтернатива друга држава, Апсолутно. единствено е Македонија. Апсолутно. Јас сум роден Да, во Србија. Да. Јас овдека живеам И ја 62 немам години. алтернатива, верувајте. Вие Немам алтернатива. Чест- Ова е моја земја. ова Ова е моја татковина. Ова ми е чест да го слушам од ваша Да, страна. ова е моја татковина. Јас иначе сум имал можност во мојот живот и да отидам да работам надвор, како сите други, да живеам и во други земји. Сум останал да се борам. И ова е пораката која што им ја праќам на моите деца. Мене ми е предизвик да го слушам тоа, од што од вашите сонародници, да речем, во секој случај, мене не ми е својствено кога една од политичките партии, еден лидер, вели да, ја учествував бев кум, малтене со Заев, да го смениме името. И јас бев тој што организирав да се создаде коалиција СДСМ-ДУИ. Не знам кој правел кумство. Решавањето на проблемите мора да биде одлика на политичарите. Но Ние еве, мораме секој еден проблем да го решаваме, имајќи предвид која е еднината и која е визијата за оваа земја. Ние мораме со тоа да се соочиме. И големина на еден политичар е да ги решава проблемите, не да ги става под тепих. Не, и затоа реков не би се согласил, затоа што фактот на менување на името не донесе да ние бидеме, како што се изразивте, во некаков си притвор. За жал, во општеството, сите ние, вклучувајќи ме и мене, сакаме работите, па кога треба и дома да ги решаваме, да ги оставиме за 5 до 12. Има време. Ние знаевме дека еден ден патните исправи ќе мора да се менуваат. Еден ден знаевме дека има одреден рок. И во 3 години има доволно капацитет и да се произведат и да се сменат. Ај, само нешто интересно. Ме молам, дайте ми го мојот пасош на слайд. Јас сум извадил пасош 2021 година, тоа е мој пасош. Кој месец? На 14 јуни 2021 со сопругата и плативме убаво 5000 денари, што сепак пари. Не може ли Зум? Ќе ви кажам, овдека стои трета страница дека овој пасош е собственост на Северна Република Македонија, што е крунски сведок.
Дали со ова, господин Битичи, е веќе испратена порака во светот и кај нашиот сосед, дека секој македонец породи државјанство во овие изминати 5 години има поминато со патната исправа вон границата. Да. И сите имаат вако пас. Вако Да, и тоа било договорот за преодното решение додека не стапи во Меѓутоа, целосна дали функција. може ова да се користеше, бидејќи господинот Бујар Османи, јас консултирав и домашни дипломати, и меѓународна заедница од соседството, дека само хомолозите може тоа да го сторат, со речник, со бордингот, значи министер за надворешни работи на Македонија, да испрати само една дипломатска нота и завршена работа, само да се известат. Имајќи факт дека сега дали вие правите една ревизија, колку грците го испоштуваат договорот од Минивице, од делот на обврските, на одбележувањето ден денеска, нарекувајќи ни Скопјани и се уште никако не може да се навикнат да дозволуваат да се спомне зборот Македонија. Дали таа сервилност, тој клиентелизам не доведе до оваква Нема ситуација? клиентелизам, верувајте. Индолентност? Значи, имате на едната страна луѓе кои што навистина сакат да гледаат во иднината, имате од друга страна луѓе кои што најверојатно се уште не се дораснете да гледаат во иднината и за можностите. Јас сум бил сведок на политичката партија која што денеска владее во Грција, во која што вела дека се ќе направат, но јавно најверојатно нема да го подржат. Како што имаме нели политичка партија во нашата земја која што вели се ќе направиме. Нели сме еднакви во договорот? Да, ма исто еве еднакви сме во договорот, една политичка Зошто партија во нашето обкружување тука во Македонија. Јас ќе ве замолам само за разбирање. Знаете зашто? Морам да како новинар кој сум 27 години, 24 години инволвиран во прашањето за името, каде што и Лорен Сигелбергер спомна, никако да го менувате името. Да не спомнам Холбрук и тие, се сретнав со 5 американски државни секретари. Но ајде, отиде се смени, Зоран Заев тоа го направи, имајќи факт, господин Битичи, грците после подпишувањето на договорот од Нивице добиле 150 милиарди, ќе повторам, 150 милиарди евра, како награда Македонија добила стап по грбот, да речем. Не би се согласил. Госпоѓата, навистина, не. Сте во тој за таа обврска дека госпоѓа Фрау Меркел, тоа е веќе објавено, таа траншија е исполнена? Не е направено во име на преспанскиот договор. Тоа е направено во име на тоа што Грција е земја членка на Европска унија и заради ковид. Да, вистина е, заради тешкотите и пред ковид, почнува од 2008 и навамо, они има тешкоти. Веќе во 2016 они има тешки финансиски проблеми и веќе се поистоветуваат во времето кога доаѓа преспанскиот договор да биде тоа, но тоа не е резултат на преспанскиот договор. Ако денеска го подпишете, наредниот за кратко веќе влагате почнувате преговори со Европската унија. И затоа ние влеговме во НАТО. Ето, морам и со вас да дискутирам, значи влеговме за НАТО. Да, влеговме во НАТО. 18 member action plan. Значи, тие плановите за нашето членство беа позитивни. Добро. Значи, никаде не влага ситуација... Но имавме вето во Букурешт. Заради името. Видите да ви кажам, заради името. Во ситуација која господинот Џорџ Буш помладиот јасно кажа дека Македонија утре во Адриатик тројката, дека Македонија влага у друштво со Хрватска и Албанија. Но да се вратиме. Да, но длабоко, знаете зашто? Сакам да кажам дека не е се црно-бело. Да, и затоа на пример и именувањето на име не е црно-бело. Ние имавме референдум во кој што за прв пат имавме недоволна излезност според регулативите. Но имавме 600.000 луѓе кои што излегоа и кажа да. 99% од тие кои што излегоа рекоа да. Меѓутоа, рачуните дека прагот не е исполнет, не испочитува. Значи, ние имаме избори кои што се решаваат со 50% од таа излез на референдумот и владееме, не владеат со децении. И како тоа не е проблем. И затоа за цензусот треба да разговараме дали во нашата констелација дека 1,8 милиони гласачи имаме во државата е реалната бројка. Што добивме ние код НАТО членка? Например, Албанија со членство во НАТО добила околу 10 милиарди повеќе странски инвестиции. И кај нас
Кажете ми, еве ќе ви кажам. Кои капитални инвестиции направивте како политичка партија? Не зборуваме за различни работи. Добре, Значи странски инвестиции, еве јас ќе кажам. Ние влегуваме во НАТО во времето на ковид, така? И една сериозен проблем, првата година, која што е позната како година во која што има прв позитивен импакт од влегувањето во НАТО. Во сите земји се случило, ние го изгубивме. Кај нас, после 2021 се случуваат тоа што требаше да се случи во 2020 и 2021. И затоа 2022 ние завршивме со историски највисоки некогаш во независна Македонија инвестиции. 756 од претходната власт која ги веќе договарала. Не. 2022, како веќе договорени беа. Не може да бидат договорени во 2016, а да се случат во 2022. Ајде додиме вака, ве молам, прво да не го суспендираме тоа што е најактуелно, тоа е тој притвор што го нарекуваат. Ако можеме, тоа е наш ТВ избор, имаме право како телевизија, како медиум. Тоа е ТВ избор, се одлучи за 2 прилога кои нека биде шлагворд. Реже, одиме со првиот прилог. Околу 650.000 македонци во моментов се без валиден пасош, откако вчера стапи на сила одредбата од Преспанскиот договор. Налик карантин, не можат ниту да излезат, ниту да се упатат кон Македонија без важечки пасоши. Оставени на милост на граничарите од други земји дали ќе ги пропуштат на граница, засега успеваат да влезат само во Албанија, Косово, а од денеска и во Србија. Во битката за закажување на термин за патна исправа губат граѓаните. Телефоните блокирани, не може да се закаже термин. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски со нова иницијатива да се проложи важноста на пасошите. Бара од пратениците да дадат поддршка на иницијативата на неговата партија. Повикувам пратениците да стават крај на голготата на македонските граѓани, да не бидеме затвореници и притвореници поради лошите политики, недржавните политики, а националните политики на владата на СДСМ и да не бидеме притвореници во овие 26.000 квадратни километри. Има единствен начин да се стави крај на тоа, а тоа е да се поддржи законот со кој што ќе се продолжи важноста на личните документи, личните карти и пасошите. Додека политичките партии барат виновник за хаосот со личните документи, првиот чекор го направи лидерот на партијата Знам, Максим Димитриевски. Денеска поднесе кривична пријава против неговиот поранешен сопартиец и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Да одговара кривично за издавањето лични документи со старото име се до средината на 2021 година. Кривично да одговараат и Спасовски и министерството со кое раководеше за злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата. Кривичната пријава се поднесува затоа што во периодот од 12.2.2019 година некаде до средината на 2021 година пријавените вршеле набавка на стари образци за издавање на официјални лични документи на граѓаните на Република Северна Македонија со тогаш веќе неуставното име на државата, со што возможиле изработка и издавање на официјални лични документи со важност подолга од 12.2.2024 година, велат од партијата Знам. Дополнително од партијата на Димитриевски бараат одговорност и што не се набавиле навреме нови образци со новото уставно име на државата, иако знаеле дека рокот истекува на 12 февруари 2024 година. Сум бидејќи тоа беше еден прилог што јас го земав како ТВ избор, дека бидеве имате сите можеби под прашања, што ќе додадете на сето ове молам? Искрено јас ценам сите актери на политичката сцена. Дали се сочувствувате со луѓето? Сочувствувам со сите кои што за жал за една или друга причина не успеале да дојдат до патни исправи, ако навистина им требале. Јас пак ќе кажам дека ова е општествена одлика да ние се грижиме за тоа што ние најважно да го оставиме последно. Пак ќе кажам, од јули 2021 се издаваат пасоши со уставното име. Имало доволно време до 2024, тоа се полни 3 години. Капацитетот го знаеме на производство на, значи ако годишно се може да се произведат, не хипотетички,
туку вистински некаде околу 1 милион пасоши, тоа значи дека ние до сега во овие 3 години ќе имавме над 3 милиона издадени Можеше патни ли тој исправи. печат да создаде простор Не. за Ако можеше ќе беше направено. А што е Не. толку спорно? Значи бонафиде, значи добра волја ако се направи од една страна што ти не го Сум испроведе. сигурен дека е бонафиде, затоа што нашето уставно име употребата е ерга омнес и да беше така лесно, ќе беше Што направено. Јас не се Еве, јас согласувам дека ресорните министри кои што тоа треба да го направат, дека не ги превземале сите Не чекори, за така да. Министерството за внатрешни работи најмалку е, ја ќе се речем дека тоа министерот за надворешни работи. Еве, јас мојот личен пример. Имав една тешка операција, тешка. Имав еден захват пред 3 години. Ја треба да заминам на второ мислење. До Србија не знам дали ќе можам, али рекој дека може, дека вчера дека ќе не пропуштаат. Второ мислење во Словенија. Јас извадив пасош 2021. Добро. Ја по дефиниција што морам да заминам, јас немам пасош сега. Јас треба да заминам на второ мислење што ми се зависи здравјето. Такви случаеви имаме и X случаеви. И Меѓутоа, навистина дали сега треба да дадеме одобрение, господин Тиче, ева ве не даваме одобрение, ние само велиме дека треба да се направи се за да се даде приоритет. На вакви случаеви се дава приоритет во издавање на Меѓутоа, јас исправи и мислам дека се решава, затоа што верувам од 650.000 дека 1% Меѓутоа, се со приоритетни потреби здравствени и тие мора да имаат зошто приоритет. да му суспендираме право на движење со устав? На никого не недозволено? суспендираме, верувајте Кај што е прво дискредитиран, дерогиран македонецот по дефиниција. Фактот е дека не нарекуваат северни македонци, па потоа се извинуваат од кабинетот на республиката. Верувајте, чувството на како ги викаме или како не викаат е индивидуално и тоа мислам дека е почнува со семејната едукација. Макрон. Еве на пример, ја ќе дадам една друга паралела. Ајде. Етничките албанци како ги викаме? Во народниот говор. Една работа, јас не сакам Значи, пежоративот. не, сакам да кажам, тоа е пежоратив. Точно така И е. луѓето, Да, и македонците се кога на чувствуваат македонецот, апсолутно, кога на Се македонецот ќе го наречат северно македонец, тоа е пежоратив и Се тоа согласите. доаѓа од личното воспитање. Тоа се луѓе за кои што не треба ни да зборуваме, а на секој друг, на секој друг кој што ќе направи грешка, апсолутно, кога ќе направи грешка, кога ќе направи грешка, доблесно е, независно кој е на другата страна, да им каже извинете. Тоа се лидери на Европската унија. Апсолутно. И ние имаме и треба да им кажеме дека ова е погрешно, дека не постои етничка заедница северно-македонци, постои етничка заедница македонци. Видите, без куртоазност, јас сум воодушевен од ваша страна со вашите говори, што не би ги добил, сигурен сум, од вашите колеги од Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи гледам кога да се на слот машина. Не, кога да се на слот машина во некој казино, кога да имат желба, чест секој, јавно кажам како автор. Верувајте, јас сум социјалдемократ и ова се вредностите на социјалдемократите. И јас во Социјалдемократскиот сојуз гледам млади политичари кои работат по remove control, што мене е непријатно. Еден Бранко Црвенковски кој е фундамент на Социјалдемократскиот сојуз да испрати порака дека го замрзнува своето членство, се доека Зоран Заев се занимава со договори со Бугарија. Тоа е изјава што јас ја пренесов пред неколку дена во другата емисија, што е пак, а од друга ситуација, тоа е нонсенс, да помладокот на СДСМ да му рече, да му одговори, ти се веќе историја. Верувам вашата култура нема да го дозволи за еден Бранко Црвенковски? Не, апсолутно. Јас сум покажал за тие кои што ме знаат дека за мене, затоа што за мене вреди секој еден човек. И јас го ценам човечкиот капитал. До смени името можеш, не го направи. Веројатно историскиот моментум не било созреан да се смени името. Јас лично во прва прилика која би поразговарале, а јас сакам не само со Бранко Црвенковски, туку веројатно со сите независни од која политичка опција се, да зборуваме за иднината на државата и дали секој еден чекор било предизвикот кој што мораме да го прифатиме или да не го прифатиме за иднината на државата. Да не одиме историјата, но навистина можам ли да прашам искрено дали се подготвувате да бидете кандидат за претседател на Социјалдемократскиот сојуз? Значи, ја не кријам дека фактот дека ме имаат номинирано неколку општински организации
ме прави горд социјалдемократ, дека кажав, ако работите дојдат на таков начин да се бара ваков профил како мене да служам на сите мои сограѓани, да, ќе прифатам, но не ми е највисоката цел дека мора тоа да биде, затоа што сметам дека морам... Говори не се својствени на вашите колеги во Социјалдемократскиот сојуз. Ако. Затоа имаме влезено, затоа некојаш влегуваш во политиката која ќе созрееш малце повише, некојаш комбинаториката, што господинот Стево Пендаровски според јавното мислење општо дека е извисен и него потпиша договор за казината за коцкарниците, народна забелешка, и дека осетил дека вие дефинитивно сте сериозната политичка фигура со која СДСМ сака да игра, да ве има како кандидат, а Буир Османи да биде кандидат на ДУИ, со тоа да ги испитат и да направат еден people meter во секој случај, како котират во политиката, а потоа да добиете како консенсуален кандидат и поддршка од другите од албанската. Искрено, јас политиката не ја чувствувам како арена на игри. Јас кажав, од првиот ден кога сум влезен, сум рекол ќе служам на народот. Има ли оваков некој договор? Искрено ме прашувам. Не, нема. Јас сите што ме знаат, најблиските луѓе мои кои што ме знаат, ја го почнувам денот во 8:30 во влада, ми завршува во најверојатно околу 8 навечер во влада. Сите официјални состаноци се во влада, нема кафани. Има 5 луѓе со кои што можете да ме видите на кафе и у кафана. Со од 5 луѓе кои што излегувам еве овие 4 години, тројца идеме со семејството, секојаш мојата сопруга е на таа маса и тоа се ретки случаеви. И тоа е затоа што јас сум прифатил дека ќе служам на моите сограѓани. И тоа е можеби несвојствено за нас, но тоа е мојот избор кој што го имам направено и затоа не сакам да разговарам за игри, затоа што во мојот живот може да се распрашате. Ја имам мои кучни пријатели кои што се во сите политички партии, но сите ме знаат дека никогаш во животот не сум искористил различноста, тоа што сум албанец, тоа што сум повисок, тоа што сум син на некого, за да нешто постигнам. Сум се борел да докажам дека за тоа место навистина заслужувам да бидам и тоа ми било мотото на моето работење и пораката која што ја праќам на моите деца. Да. Темата произлезе од неодамна дадените изјави на првиот човек на ВМРО ДПМН и генералниот секретар, значи Христијан Мицковски и Ѓорѓи Сајковски, дека на одење и на трчање, на бегање, веќе се подпишуваат, се ближат, вика, избори се ближат, корупција, тендери се нижат, апропо рек Битола. Ја би сакал тука да ве прашам, како ја дефинирате изјавата на ВМРО ДПМН, председател на ВМРО Мицковски и генералниот секретар господинот Ѓорѓи Сајковски? Ево тек за тие изјави. Ги видов искрено или ги прочитав изјавите. Да. И овде пак ја кажам дека нема да се согласам во еден сегмент. За компанијата Марковски што добива? Не. Ке нема да се согласам еден сегмент, а они е сегментот на генерализирање. Добро. И општење на работите. Јас во овие 3,5 години сум кажал дека секоја незаконита работа има име и презиме. Добро. Има лична одговорност. Не може да генерализирате и да кажете, например, мене навистина многу ме боли кога некој ќе каже еве ги СДСМ го направија криминалот, а зборуваме за едно предпријатие. Па СДСМ не го води предпријатието. Тоа ви е исто ко сега да генерализирам дека ВМРО е криминално друштво. И дека сите тамо
се криминалци Сега од само обемот на тој преферирате кој што е. директор и треба тој да... Независно. Ние мораме Тој е да го представник направиме, на СДСМ. ние мораме да го направиме и шекорот. Верувајте ми. Дали- И затоа погрешно е. Дали предвидувате тоа казнена е- одредба за таквите луѓе кои се длабоко влезени во криминалот, корупциите? Па ако има некој кој што има докажано дека нема неказниви, ние сме тие кои што сме покажале дека има Што такво направите чувство. за корупцијата, за непотизмот, за партизмот? Па еве, видете Немало. ги во рангирањето на транспарентност на меѓународната листа, како полека идеме на листата погоре на земји кои што ја подобруваат својата И покрај транспарентност. извештајот на Европската унија, американската... Кој што вели? Еве, со ваша, ако ми дозволите, со ваша дозвола, јас, бидејќи сум новинар кој имам доста комуникации како во Европската унија, така и во Соединените американски држави, според некои информации, ова не е некој фейк ньюс, се очекува многу звучни имиња да бидат и од СДСМ и од ДУИ во последната листа што се очекува. И тоа звучни имиња. Исто како што има и од И од другите ВМРО, опоненти, и другите апсолутно не знам. да Но дали се треба ние да видиме, да збориме добро, ништото, затоа што не вестника направивме консеквенца. ишекор, затоа што не направивме ишекор во тоа што е независно. А очекувањето беше, и овде јас не се согласувам и со другите политичари. Нема очекување ако јас сум дел од извешната власт дека ја ќе интервенирам на таков начин како што они можеби го правеле во судството и обвинителството кое што е независно. И треба да биде независно. Не може да се вратиме во нешто во кое што некој го правел и тоа го сметал дека е нормално. И затоа господин Матичи, тие помина, веќе тие се фино. казни, тие се мина, И меѓутоа затоа во моментов но менувањето на тој креиран систем бара порадикални чекори, а радикалните чекори не може да ги направите во период кога имате сериозни тешкоти со справување со кризи. Во 4 години немаме еден ден од 4 години владење, од 2020 до 2024, еден ден во кој што имаме ден кој што е мирен без кризи. Ние само се обидуваме, и тоа се сите кризи, не креирани од внатре, туку се од надворешни фактори. И ние тоа не може да го занемариме. А радикални чекори во исчекорот кој што треба да се направи судство и обвинителство, не може да го направиме. И затоа, јас на вистина, тоа што се обидуваат нашите партнери да ни помогнат во искажување на проблемите е правиот чекор. И затоа законот за рестриктивни мерки. Да, добро. Сметам дека е еден исчекор. Не сум сигурен дека тој навлегува во суверенитетот и уставноста. Затоа што сметам дека, особено со подобрувањето сега на законот за рестриктивни мерки, во кој што кажавме дека било кој акт кој што може да се преземе против тие лица ќе биде само направен откако обвинителство и судството ќе имаат мериторна одлука, сметам дека е доволно добар за да видиме каде ќе одиме. Ја не верувам дека и Европска унија, и Соединетите американски држави, па и други, ќе насочат некого само заради тоа што сака да пратат одредена порака. И мислам дека има еден друг сегмент јас кој што го работам во владата, а тоа е во сегментот на скринирање, на преглед на инвестициите кои што доаѓаат во државата. Го викаме за да елиминираме можност за влегување на корозивен капитал. А тоа е капитал кој што е спорен, дали од надвор или од внатре. Ја, например, инсистирав да го внесеме и домашниот капитал. Затоа што и овде имаме корозивен капитал. Во 33 години на независност, ние имаме луѓе кои што се стекнати со капитал, ама не знаеме на каков начин. Дај да го внесеме во тој механизам за да видиме од каде се потекнува. Институтот потекнул имотот, така? И тоа за прв пат го правиме заедно со Министерството за финансии, да го кажеме за народот полесно, на Соединетите американски држави, или Трезорот што го викаат на Соединетите американски држави, и ќе го воспоставиме, веќе се работат работните групи. И тоа го правиме токму за да ги елиминираме можностите. Не може вие да бидете студент, влегувате еден убав ден во политиката,
и после тоа сте алфа омега за економијата. Чекајте ме. Да. Како може тоа да се Бичи, случи? беше во подготовка на емисијата, без разлика ве прашувам и јас и во име на народот. Дали се каете што сте коалиција со ДУИ? Искрено ве прашувам. Честно е да ми дадовте некој одговор претходно, меѓутоа еве зборот ми е од мои добри пријатели, почитувајќи ве како политичар кој сте референтен, да бидам искрен. Докажавте бескуртазно што ми дојдовте у програма. Глупо е и незгодно е да сеот ваш труд да го инвестирате, некој да ви фрли дамка. Еве, се спомнува Артан Груби, кој е човек инкорпориран во голем број криминални активности. Според опозиционите обвинувања, докажувања, холандскиот амбасадор неслучајно замина кај Али Ахмети, значи во Мала Речица, тоа е веќе една шлаканица, да бидам искрен. Ја пак ќе кажам, ние сите со нашето однесување даваме личен пример на како треба да биде еден политичар. Јас сум познат по тоа што сум гласноговорник. Не замолчувам. Јас можам да кажам дека за одредени действија на одредена политичка партија, па и на мојата политичка партија, на мои сопартици, гласно говорам кога тоа не е оправдано. И затоа не би сакал да кажам дали се каам или не се каам. Ние ги прифатевме изборните резултати. И тоа е доблесно. За жал, во тој момент, во 2020, изборните резултати беа такви какви што се. Сега имаме Европски фронт во кој што ја отворивме вратата за сите политички партии. И немаме се уште одлука кој се ќе биде дел од Европскиот фронт. Дали со таков криминал што го прави ДУИ може да се оди во Европска Па пак ќе кажам, не би сакал да генерализирам. Тоа не е својствено за мене. Има име и презиме и затоа се додека но јас обвинувањата не ги прифаќам апсолутно. Се додека спротивното не се докаже, јас сум човек кој што една за секогаш има презумција на невиност. Кај што има чад има и ноган. Не сум јас повикан за да кажам. Дипломатски ми одговарате во секој случај. Верувате, јас на моите еден референтен политичар кој рековте дека имате, не одите секој ден во кафејана, си одите, тоа го почитам, значи имате еден вредностен код кој си го дефинирате вашиот живот за примерен политичар, што е секоја чест. Од друга ситуација имаме луѓе кои си играат фудбал во институции на системот, а се представуваат власт. Име и презиме, тоа е Артан Груби и сите други министри кои се главни кариатиди во политичката партија ДУИ и конечно на прашање кога се сменија премиерите во прво и второ полувреме народна забелешка Зоран Заев Ковачевски на прашањето на мојот колега, мислам албанската телевизија, не знам која беше, како ќе продолжите, Ковачевски беше, да не прераскажам, тоа веќе го има. Не знаеше што да одговори, Али Ахмети и каже како и до сега. Дали е де факто и де јуре, а ДУИ е главниот коловоđа на политичката амбиент во Македонија и доведувајќи вас како успешни политичари да не може да ги остварите вашите и планови и политиката. Еден ултимативен однос, Не, искрено, навистина, не би се согласила со таква констатација. Може би чувството на одредени граѓани е такво. Оптичка варка? Не, е чувство. Не можеш да дефинираш од каде се доаѓа тоа чувство. Јас знам дека... Вие сте колку? 44 пратеника? 42? Колку сте? 44. А колку се ДУИ? Не е битно. Споделувањето на моќта за управување е неиствојствено. Значи, бројките ние одамна требаше да ги напуштиме. Например, ова ќе звучи многу чудно, но кога ја креиравме стратегијата за едно општество, еден од предлозите во таа стратегија во 2020 беше дека полека треба да го напуштиме концептот на балансерот, затоа што балансерот зборува за бројки, а не зборува за квалитетот. Браво. И дека ако сакаме навистина ова општество да прерасне во општество во кое што секој еден ќе се чувствува прифатен, ние не треба да ги гледаме низ бројки. И затоа, имајќи го ова на ум,
Јас не ги гледам моите колеги кои што доаѓаат од ДУИ и од СДСМ и од ЛДП низ бројка, туку ги гледам низ аспект на квалитет, дали заслужуваат или не заслужуваат да бидат заедно со мене колеги. Например, тогаш ние како треба во коалицијата на СДСМ да зборуваме за тие кои што се помалку бројни. Еве, например, колегите од ЛДП и ДОМ имаат по еден пратеник во собранието. Зарем тие не се важни? Не, тие се најважни, затоа што се важни во целиот мозаик. Апсолутно. Важни се во целиот мозаик. И тоа е суштината, сршта на концептот на едно општество. Ги прифаќаме различностите затоа што без нив не можеш. Не можеш да ја креираш целата целина. Имате ли сила да му се возвратите на Артан Груби и на Али Ахмети за нивното недолично несување? Сепак вие сте една автохтона политичка партија, господин Битичи. СДСМ е наследник на партија СКЈ која е создаде оваа држава. Значи не е тоа. Значи имавте, господин Битичи, ја додека броев 50 министри, 250 професори, учени, умни глави. Па еве Джевдет Хајредини со име и презиме го спомнувам. Во сите негови изјави, колумни, најсочно го критикува ДУИ и ви замерува како СДСМ што сте во политички брак се уште со него. Дали сметате дека треба да се тргнете од ДУИ или што е страва да бидете со ДУИ? Нема ни страв, ни ништо. Политичките бројките во смисол на креирање, на можност на креирање на мнозинство, за жал од 2020 наваму се промени, затоа што во сите блокови се смени. Ние имавме коалиција која што беше предизборна заедно со една политичка партија од албанскиот, условно кажано, фронта, тоа е движењето БЕСА, па после они отидоа сами, сега еве отидоа во албанската опозиција. Значи има менување на констелацијата. Јас сметам дека ние сме покажале дека сме државотворна партија и државотворна ќе бидеме. Никој не може да не поколеба за целите кои што треба да ги постигнеме и за на начинот како тоа треба да го направиме. Ние како СДСМ во владата се тие кои што и владееме и ја водиме владата. Секако сите помали коалициони партнери се составен дел. Тие кои што предизборно не биле со нас, се составен дел од владата и како такви функционираме. Пак ќе кажам, чувството може да биде од секој граѓанин. Јас секојаш со внимание сето тоа го гледам и се обидувам да го покажеме низ примери дека може да заедно работиме и ако некојаш не се согласуваме, да продолжиме да работиме затоа што имаме повисока цела. Тоа е навистина да служиме на граѓаните за да они го видат бенефитот од нашето владење. Не знам да ми одговорите или не разбрав. Кога ве прашав за недоличното несување во измисленото, да речем, институција, тоа е политички систем, кај што видовме како се вработуваат, како си седат дома, како си играат. Ја мислам дека најдобриот одговор го даде господин Тала Џафери. Премиерот, сегашниот премиер, кој што доаѓа од истата политичка партија, на прашањето дали би дозволил такво однесување, он кажа дека нека пробат. А вие што би додали? Да се тргнете од Тала Џафери како битики, ве прашам кога би битичи. Кои важите, ве видите, со вашите примери, вие сте спротивни од останатите. Еве јас како тоа го гледам. Јас сметам дека се додека во моето населено место, во местото кај што живеам, во Македонија, секој дете нема пристап до игралишта, дека ја тоа не би требало да го правам во мојот кабинет. Затоа што сметам дека секој дете треба да има игралишта за да си приушти да игра фудбал или кошарка, па на крај јас да им отидам заедно со нив да играме. Се додека тоа не е остварено, Истеко револшо нема, видовте во времето на ДУИ, ВМРО, ДПМН се граде само игралишта. Па не знам и се уште знам дека
Вчера бе во едно такво Нема населено диспаритет, место. во секој случај тоа беа Ја бев вчера во сали, Скопје, во општина Бутел, во едно место во во кое што Илирија, или како се каже Илирија, таму имаме голема. Да, сега ново училиште има, Да. но како и да е. без спортска сала, без место за Ајде една играње за изјава децата. од господинот Мицковски за и околу инвестициите, Океј. претпоставам со на издавање концесии за плодно земјиште. Можеме со таа. Да. Одиме со тој прилог, а да господин Мицковски. Овој условно кажаниот инвеститор што планира да нареди земја од неколку стотици хектари плодна помеѓу Штип и Свети Николе, ќе нареди фотоволтаици на околу 500 хектари земјоделска плодна почва од прва, втора и трета категорија. И таа земја ќе му се отстапи по 0,14 денари за метар квадратен закуп, а има право потоа да ја даде повторно на некои индивидуални земјоделци според ценовникот кој што го има државата, а тоа е 70 денари по метар квадратен. Значи 500 пати повеќе. Таа енергија која што тој ќе ја произведува, државата му гарантира цена во следните 30 години дека ќе му ја откупува. И таа цена ќе биде 57 евра за мегават час. Што се овие толку посебни, што имаат два прилика да ја имаат оваа откупна цена, а зошто ниту еден друг во Македонија, македонски инвеститор, ја нема оваа привилегија да има загарантирана откупна цена во следните 30 години. Ева ако е толку паметно ова што го направила владата, под истите услови нека даде француската влада во Нормандија македонски инвестиции. Да направиме и ние македонците нешто добро за Франција, па да видиме како ќе помине. Ке не isfрлат на клоци. Ќе коментирате? Не мога. Кој е вашиот одговор на сето? Тоа исто да искоментирам истоветно или својствено? Ваш коментар, мислам, Okay, сепак својствено на да. мене, тоа е на истоветен начин ќе кажам. А што господин Мицковски е поразличен од секој еден наш сограѓанин? Зошто он има привилегирана цена за малите хидроцентрали? Со цена која што е далеко денеска од пазарните цени. И ја денеска ја плаќаме. Не, јас не сум заинтересиран во енергетскиот сектор. Добро. Но една вистина која што не ја зборуваме е во фазата на преговори за така наречениот карго аеродром во Штип или инвестицијата на КУА, Плодно почва. не е вистина. Не е вистина? Тоа земјиште им било одземено на земјоделците од страна на партијата ВМРО ДПМНЕ за да се изгради така наречен карго аеродром. Се испостави дека нема физички услови воопшто да се изгради аеродромот, затоа што сите студии укажуваат дека тоа не е возможно. Ние што направивме? Во фазата на преговори, АКУА, компанијата француската, се откажа од 160 хектари, најплодното земјиште, за да добие друга неплодна земја, да им ја отстапи на земјоделците, затоа има договори. Второ, да ги расчисти сите канали за наводнување на свој трошок, затоа што никој не се грижи. Да им го вратиме земјиштето на земјоделците. Да поставиме агриволтаици, за да продолжат земјоделците да работат. И во суштина да направиме најмала можна штета за земјоделците, иако тоа земјиште не е под концесија дадено, затоа што им било некојаш одземено. Да. И затоа морам да признам дека овде можеме да зборуваме уште многу, но денеска цената која што им ја гарантираме за да имаме чиста енергија од обновливи извори на енергија е како да прашате дали сакате да продолжите да живеете во загадена животна средина и со загаден воздух или сакате да дишете чист воздух. И која е цената за таа? И затоа јас и вчера, и денеска, и утре, и секој еден ден ќе кажам дека животот на мојот сограѓанин и квалитетот на воздухот кој што они ќе го дишат, моето дете и вашето дете и сите наши деца натаму нема цена. И дека оваа цена која што
ја даваме е најдобра во овој момент во целиот регион, а можеби и во Европска унија. Само 5 минути од емисијата, сакам најфреш да ми одговорите. Јас ќе ја парафразирам, жалам, мојата екипа се потруди да работи и даде несебична поддршка за емисијата. Се работи за тоа, рековте дека паричниот надоместок ќе се компензира, односно бесплатно ќе би се издаваат тие листи да може да се вратат патните листови, патните возачките и натаму. Меѓутоа, тоа е кратко, може реже кратко сема да го пуштиме таа анкета и најфреш дајте ми, ве молам, еден одговор на сето тоа. Сега да свинам, треба да чекам и гужва и да дам 950. Ако сакате сообраќајна, се наплаќа денеска, тоа е. Нели рекоа дека ќе бидат бесплатни? Да, немаат уште добиено уште никакви информации званично. Јас дојдов да ја заменам сообраќајната по најавата дека вчера имаше најава дека од денеска има бесплатни, меѓутоа вика треба со барање, со целата процедура како да вадам како да сум ја изгубил. За налепница само. И еве, потпунето имам све, нема, вчера доваѓам, немало вика. Па рекоа од Сабале ќе дојдат, до сега не се дојдени. Ова беше анкетата вчера, Да. јас денеска ја користам. Да, можно е да се има случајно. Грешко чекори кој да не испадне? Не, само еве ќе кажам, ние одлуката ја донесовме во вторник, седницата траеше до 6. Дописот кој што требаше да биде испратен до МВР беше испратен истиот ден. Знам дека го потпишав јас бидејќи да ќе бидат. Не, требаше веќе од вчера да бидат, требаше МВР само да ги направи подзаконските акти, правилникот да го смени и да прати циркуларно писмо до сите места во државата дека сообраќајните дозволи и возачките дозволи се бесплатни. Морам да ве прашам, ти знам дека ќе ми замерат и медиумите, новинарите, а еве ви можност да се изјасните, ве обвинуваат дека сте вплеткани заедно со директорот на Агенцијата за разузнавање, што беше за цифра околу 650.000 евра земени на име на вашите сопруги како представници и соседници на невладини организации. И господин Ковачки, тоа спомна господинот, мојот колега Момировски. Што е работата? Може да ми кажете што е тоа? Значи, целосно невистините. За жал, јас кажав кај сме се сретнале со сопругата. Сопругата работеше долги години во невладиниот сектор. Пак за жал, велам, заради мојата позиција, јас побарав од нејзе да се откаже од таа работа и да отстапи. Не, апсолутно. И јас кажав дека ако на клеветата од двајцата го спомнам, мислам дека еднаш и ДКСК имаше кажано дека ништо од тоа нема. Кажав дека ако има еден денар мојата супруга земено, јас ќе ги вратам 650, но во спротивно, тие кои што клеветат би требало да ги дадат 650.000 евра за, дури имам цел зашто би сакал да ги искористам кога ќе ги добијам, а тоа е да отида за образование на следните генерации. Втора клевета има, обвинување имате од Зекири. Ве спомну и вас за некаква пронемера од 900.000 евра, која беше? Не, мислам дека беше различно затоа што на албански неговата изворна изјава е дека во суштина тоа било предлогот. Предлогот е вистина дека треба да се направи физибилити студија за македонски пошти, но ние не расправаме на седница на влада како и која постапка треба да се води. И мислам дека беше само изјава која што е различна, се искористи различен збор на албански и на македонски и мислам дека таму заврши. Јас мислам дека дадов дури изјава што се случувало и не би сакал понатаму ни да ја коментирам таа изјава. Се надевам дека господин Зекири ќе докаже пред апелација дека во суштина и он не направил никаква Ќе барате извинување нема или не? Па мислам дека не би требало затоа што не чувствувам дека ќе ми наштети во мојот живот како таков, затоа што знаеме дека нема ништо. Значи, да ве очекуваме како кандидат за претседател на СДСМ? Ако граѓаните на вистина сметаат дека ваков профил како јас можам на сите да продолжам да им служам, сум спремен да одговорам позитивно. Благодарам што Благодарам и вам. бевте соговорник и сакам успех во
изборите. Почитувани, тоа беше Фатме Бетичи, подпредседател за владата за економски прашања и развојни инвестиции. Бите живи, здрави и пријатен вечер.